денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Секојдневно расте бројот на нови случаи на COVID-19 во Тетово. Заклучно вчерашниот ден има 471 активно болно лице. Со 30 милиони денари грант од Министерството за труд и социјала, во Гостивар ќе се гради нова детска градинка. Во Тетово синоќа се одржа протест на кој се изрази незадоволството од аерозагадувањето. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН апелираа власта да преземе итни мерки. Со 30 милиони денари грант од Министерството за труд и социјала, во Гостивар ќе се гради нова детска градинка. Со тоа ќе се обезбедат дополнителни 100 места за згрижување на дечиња. Договорот за грантот беше потпишан денес во Скопје. Во Гостивар ќе се гради нова градинка со капацитет од 100 деца. Со ова се очекува целосно да бидат задоволени потребите и барањата на родителите за згрижување на децата во градинките. Новиот објект ќе се доградува во склоп на веќе постоечкиот цветови. За таа намена Министерството за труд и социјала обезбеди грант за општината од 30 милиони денари. Договорот денес во Скопје го потпишаа министерката Јагода Шахпаска и градоначалникот Арбен Таравари. 3 години наше владење во општина Гостивар имаме 4 градинки и денеска потпишуваме 5-та градинка нова, што е огромен успех за една урбана општина како што е Гостивар, каде што на почетокот на мандатот, кога започнавме, имавме околу 350 деца кои што беа на листа на чекање во градинките и сега имаме, ако не се лажам, поради протоколите, повторно околу 200-250, меѓутоа, кога би работеле со цел капацитет сите градинки, ја мислам дека не би имало воопшто листа на чекање во нашата општина. Пред месец дена во општина Гостивар пуштивме во функција една градинка за сместување на 57 дечиња, со овој проект дополнителни 100 деца и со тоа опфатот на деца во градинките во Гостивар се зголемува. Со проширувањето на постоечките објекти и со изградба на нови објекти, ние работиме систематски, посветено, со една единствена цел да го подобриме квалитетот на предучилишното образование. До крајот на годината, како Министерство за труд и социјална политика, ќе отвориме нови детски градинки. Пред се сакам да споменам градинката во Ресен, во Босилово, во Брвеница, во општина Сарај, со вкупно сместувачки капацитет на дополнителни 423 деца. Од повторното отворање на градинките во Гостивар досега биле потврдени 2 позитивни случаи на коронавирус, една воспитувачка и едно дете. Во нашите градинки, во сите тие што функционираат, ние сите наставници вработени во градинките се придржуваат стрикно на протоколите и до сега имаме регистрирано само едно дете и една наставничка. Во овие месеци и пол, ако не грешам, работат градинките и повеќе од тоа. Повеќе од тоа, значи доколку се придржуваме на протоколите и ние како граѓани и тие што работат во училишта и во градинки, нема да има огромен број на инфицирани. Иако тие еден дел од денот го поминуваат во своите домови и можеби надвор од своите домови со други деца и има шанси за инфицирање. Министерката Шахпаска информираше дека на ниво на држава во градинките вкупно досега биле регистрирани 109 вработени и 33 деца позитивни на COVID. Таа нагласи дека состојбата секојдневно се следи и дека засега е под контрола. СОНК бара од Министерството за образование и наука да ја преиспита одлуката за настава со физичко присуство, односно да им овозможи на наставниците што се од ризичните групи граѓани да ја изведуваат наставата од дома. Како одговор на барањето, министерката за образование Мила Царовска изјави дека нема ширење на COVID-19 во училиштата. Додека не се создадат услови за затворање, остануваат на овој модел, рече таа. Поддржиме или да го поддржиме документот од Министерство за образование кој што го упати исто така до директорите, каде што вели во исклучителни случаи наставниците може да работат и од дома. Кои се тие исклучителни случаи, зашто ние го отвораме ова прашање и апелираме до директорите по барање на наставниците да им овозможат да работат дома.
Тоа се неколку причини. Од една страна, училиштата немаат стабилен интернет, немаат компјутери и во вакви периоди ќе почнат да трошат и веќе трошат ресурси за загревање на просториите. Од друга страна, наставниците патуваат од местото на живење до местото на работа. Немаме ширење на ковид во училиштата внатре. Тоа значи дека се додека не се создадат услови за затварање, ние би останале на овој модел и СОНК е согласен на истото. Поради тоа што имаат можност за заменски наставници во секој момент, доколку се случи позитивен наставник, наставниците може да продолжат да даваат настава онлайн во случај да се изолира целото оделение, и тоа е пракса која што денеска се случува. И јас сметам дека и училиштата се одлично организирани и дека наставниците се во координација со директорите во донесувањето на одлуки на кој начин ќе се одржи наставата. Тоа што е важно за нашиот систем, за нашата држава, е да имаме континуитет во наставата. Секојдневно расте бројот на нови случаи на COVID-19 во Тетово. Заклучно вчерашниот ден има 471 активно болно лице. Дел од граѓаните стравуваат за своето здравје, па строго ги почитуваат протоколите. Но има и такви кои што се уште не веруваат во вирусот. Полицијата пак продолжува да казнува лица што не носат маска. Така што само вчера биле изготвени 147 прекршочни платни налози. Со 471 активно болно лице од COVID-19, Тетовскиот регион се искачи на второто место на листата на Институтот за јавно здравје, заедно со Струмица. Бројките на нови случаи секојдневно растат. Само во изминативе 4 дена се регистрирани вкупно 155, а најмногу имало во средата 64. И минатата недела имавме двојно зголемување на бројките за разлика од летниот период, при што за 7 дена позитивни на тестот за COVID биле 205 лица. Од почетокот на пандемијата до сега, вкупната бројка на заразени со COVID достигна 2078. Според епидемиолозите, широката трансмисија на болеста е поради тоа што лицата со COVID-19 кажуваат само дел од нивните контакти, а дополнително мерките не се почитуваат целосно. Дел од граѓаните на Тетово стравуваат за своето и за здравјето на своите најблиски, па носат заштитна маска, но има и такви кои што се уште не веруваат во вирусот. Па да ви кажем, прв пат излегувам после месец дена. Бројките се фрампантни. Ако овака настави, не знам до кога ќе одам. За секоја состојба нова е за плашење. Ништо нема на подобро. Тоа е. Стравувате ли за вас и за вашето семејство? Па секако дека више со ова последни бројки секој ќе се замисли малку. Пошто толку многу заразени од тестираните излегуваат, секој четврти, петти, значи сите сме заразени на некој начин. Бројките растат, имаме 30... Па не се почитуваат правилата, дадено тоа, иначе другото све добро. Лила многу и носа маска, многу не носа. Омладината не носи ништо. А за тоа друго не сме имали проблем во фамилија негде другарите да има некоја болест. За сега така е. Па се, дај Боже да биде како што треба. Сметате дека треба да има построги мерки? Па не знам колку ќе трпи економијата построги мерки. Построги мерки, но кафичите да се затварат, да не се прегрупират, останато треба да се работи. Некако треба да се живее. Па гледам, не веруваат дека има вирус и тоа е проблемот. Значи не може никој да ги убеди дека има вирус. Тоа е проблемот. Треба да се работи на тоа. Мерките се почитуваат? Не верувам дека се почитуваат. Мислите ли дека треба построги мерки да има? Па не верувам дека може и построги мерки. Мислим, треба да се работи луѓето да веруваат дека има вирус, дека има опасност и тоа. Сваки треба да носи маска и сваки треба да држи растојание. Нормално, имамо деца, имамо фамилија, сваки, имамо колеги што седиме заедно. Нормално треба да држиме растојание.
Во текот на изминатото деноноќие полицијата во Тетово за неносење заштита на лицето казнила 147 лица. На 121 лице пак изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 890 лица со вакви решенија. Носењето маска и на отворено може значајно да влијае на подобрување на епидемиолошката слика во земјава, истакнува министерот за здравство Венко Филипче. Тој објасни зошто е донесена таа мерка и зошто е важно граѓаните да се придржуваат до истата. Доаѓа период во кој што заладува времето и во кој што воздухот ќе биде загаѓен. Кога е ладно времето, битно е човекот битно е секој граѓанин да се грижи за сопственото здравје, па дури и од настинка и од сезонски грип. Во таа смисла, прикривката на устата и носот, маска или марама или шал е нешто што прво овозможува да дишеме топол воздух, понатаму да случајно не се најдеме во група во која што има носител на вирусот и секако да се избегне штетното влијание на PM частичките, PM10 частичките, кои што има докази дека се частички кои што му овозможуваат на вирусот да патува и подалеку од вообичаениот пат на флигелата капка за време на зборувањето. Сето тоа се аргументи кои што нас за време на дискусијата со стручни лица, епидемиолози, инфектолози ни укажа на тоа дека сепак маски на отворено мора да се носат. Доколку се носат на место каде што се со седење одржува дистанцата, во ресторани нема никаква логика да се носат маските секако, но мислам дека ова мерка која што значајно може да влијае на епидемиолошката слика, да намали бројот на новозаразени, да спречи трансмисијата на вирусот. Пред општинската зграда во Тетово синоќа се одржа протест на кој се изрази незадоволството од аерозагадувањето во Тетово. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН апелира власта да преземе итни мерки за справување со проблемот, особено сега во време на пандемија. Состојбата со загадувањето во Тетово станува се поалармантна, истакнаа вчера присутните на протестот пред општина Тетово, кои го изразија своето незадоволство преку блокирање на улицата со своите автомобили. Пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Александар Велјановски истакна дека градот станува се позагаден, а концентрациите на канцерогените честички се огромни на секојдневна основа. Загрижувачки е фактот што се уште сме на почеток на есента, а веќе 6 дена поред граѓаните дишат неколку пати позагаден воздух од дозволеното. Цели 4 години Зоран Заев и Теута Арифи ништо не преземаа за да се подобри квалитетот на воздухот, а со тоа на граѓаните им се одзема основното човеково право за здрав живот во здрава околина. Константно се уништуваше зеленилото во градот и се градеа нови бетонски населби. Профитот од истите одеше во джебот на соработниците на власта, но вистинската цена за истото оди на штета на здравјето на граѓаните. Последиците од загадениот воздух по здравјето на граѓаните се сериозни, опасни во време на пандемија кога секојдневно имаме десетици лица кои што се починати и неколку стотици заразени. На протестот додадоа дека мора да се преземат итни мерки за намалување на загадувањето, особено сега кога земјата се соочува со есенски бран од коронавирусот. Злоупотреба на лични податоци, лишен од слобода жител на Гостиварско Леуново, осомничен за извршена тешка кражба. Во продолжение деталите од полицискиот билтен. Вчера во 12 часот и 40 минути, 38 годишничка од Гостивар во СВР Тетово пријавила дека минатиот месец непознато лице во незино име и со незина лична карта, која била украдена на 27 август 2020 година, склучило договор со компанија за мобилна телефонија во Гостивар, која во меѓувреме и доставила сметка за плаќање на услугата. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера во 13 часот и 30 минути полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 50 годишник од Гостиварско Леуново, кој претходно извршил тешка кражба во магазинно-угостителски објект во Мавровијанови, пријавена во 10 часот во СВР Тетово од 65 годишниот собственик на објектот од Маврово. По документирање на случајот, против 50 годишникот ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во 17 часот 18 годишникот Тетово пријавил дека половина час пред тоа на улица Маршал Тито во Тетово тој и неговиот 18 годишен другар од Тетово
Титовска палатица биле физички нападнати од едно лице. Се расчистува и овој случај. Продолжуваат засилените контролни активности, особено кон возилата од јавниот превоз. Од СВР Тетово информираат дека само во текот на вчерашниот ден биле санкционирани 12 возачи, претежно на комбиња, кои не поседувале лиценци за вршење јавен превоз. Во рамките на едномесечните засилени контролни активности во тетовскиот и гостиварскиот јавен превоз, вчера биле откриени вкупно 13 возила, од кои 6 од Тетово и 7 од Гостивар, претежно комбиња, чии собственици не поседувале лиценци за вршење на ваков превоз. На собствениците на возилата изготвени им се кривични пријави по член 284а од Кривичниот законник за вршење на јавен превоз без поседување лиценца. Вчера исто така во Тетово се откриени 4 лица кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа и 5 непрописно паркирани возила. Откриените прекршоци се заокружени со изготвување на соодветни поднесоци. Контролите во Тетово и во Гостивар ќе продолжат и во наредниот период, вклучувајќи го и почитувањето на владината одлука за 50% користење на капацитетите во возилата за јавен превоз. Фудбалската федерација на Македонија ги одложи сите закажани надпревари за најмалку 7 дена. Ова одлука доаѓа како последица на новиот закон за заштита на населението од заразни болести и новиот протокол за спортски настани. Службениот вестник на Република Македонија денес го објави новиот закон за заштита на населението од заразни болести, со што на сила стапува новиот протокол за организација на спортски настани. Според овој протокол, сите учесници мора на 72 часа пред одигрување на надпреварот да бидат тестирани со ПЦР тест. Токму поради неможноста да се исполни ова барање, со оглед на тоа дека надпреварите се закажани за сабота и недела. Фудбалската федерација на Македонија одлучи сите фудбалски надпревари кои требаше да се одиграат овој викенд да бидат одложени за 7 дена, односно за следниот викенд. Истовремено, Фудбалската федерација на Македонија испрати барање до Комисијата за заразни болести да се промени оваа одлука и наместо скапите ПЦР тестови задолжителни да бидат новите брзи тестови кои се далеку поевтини. Според одлуката на Фудбалската федерација на Македонија, викендов нема да се играат надпреварите од првата лига, двете втори лиги како и сите лиги во пониските рангови. Истовремено се одложени и надпреварите во женска конкуренција. Од третата лига Запад вчера со соопштение информираа дека го прекинуваат првенството бидејќи клубовите не можат финансиски да го издржат товарот да се тестираат пред секој надпревар. Останува во следниот период да видиме дали управниот одбор на третата лига Запад ќе преиначи оваа одлука од прекин во времено одложување, како што тоа го направи од Фудбалската федерација на Македонија.
ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!